Севке Арифи има 58 години. Веќе една деценија има матичен гинеколог, но ниту еднаш досега државата не е пратила покана за бесплатен ПАП тест, што е дел од програмата за рана детекција на рак на грлото на матката. Али потребно е, например, што треба да се прегледат. Значи, треба да праќаат покана. Значи, ние сме жени. А они тоа не го прават. Не ги добиваме тие покани ние. Не ги добиваме. Никогаш до сега не сум добила до сега никогаш. А државната програма е почната пред 7 години. Планот е секоја жена од 24 до 60 години да добие бесплатен преглед еднаш во 3 години. Арифи вели, поканите и не се единствениот проблем за женското здравје. Без разлика што да бараш. За некој преглед да идеш, тоа треба многу чекање. И за ПАП тестовите, и за све, сакам да кажам, што треба да се чека. Ако сакаш нешто да идеш на преглед, например, на друго, значи мора да чекаш по 2-3 месеца да чекаш. Според програмата на Министерството за здравство, Севке Арифи досега би требало да биде викната барем 2 пати на бесплатен ПАП тест. За жал, незиниот случај не е единствен. Како што веќе објави 360 степени во соработка со невладината ЕСЕ, во првите 6 години од програмата за рана детекција на рак на грлото на матката биле опфатени само 28% од жените на возраст меѓу 24 и 60 години. Податокот е дотолку поразителен што Европската комисија во последниот извештај не препознава дека во земјата воопшто има организиран систем за превенција. Во последниот извештај на Европската комисија за Македонија во 2019 година е кажано дека владата не одвојува доволно финансиски средства за скрининг за карциномите воопшто и дека не постојат национални програми за скрининг на рак на грлото на матката и рак на дојката. Што значи сите овие проблеми кои што ние ги идентификуваме преку нашата работа се нотирани и во извештајот на Европската комисија. За оценката во извештајот за земјава на Европската комисија прашавме и во Министерството за здравство. Одговорот е се работи на препораките. Во континуитет се следат и искуства од европските земји, поточно од Словенија. Министерството за здравство е во секојдневна комуникација со Фондот за здравствено осигурување во насока на усогласување на активностите од програмите, целите на матичните гинеколози, како и услугите кои ги даваат јавните здравствени установи. Од невладината ЕСЕ веќе подолго време велат решението е во повеќе пари и подобра координација. Итно е потребно да се зголемат финансиските средства за истиот, да се направи координација помеѓу Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување и да заеднички да направат една програма за скрининг унифицирана со што ќе се подобри опфатот на жените. Имајќи во предвид дека нема доволен број на матични гинеколози, може со една обука семејните лекари, па и општите лекари да бидат обучени за да земаат ПАП бриз и да бидат вклучени во оваа програма. Репликата на Министерството е дека системот веќе е подобрен и ќе продолжи да се подобрува. Лани на бесплатен ПАП тест биле повикани 30% повеќе жени отколку во 2017 година. И покрај напредокот, покана за 58 годишната Севке се уште нема. Бесплатен преглед кој за неа може и живот да значи.